Таткото на Вања од првиот ден велеше дека неговата ќерка е киднапирана и убиена, а истовремено сакаше да ја бараме Вања. Александар Ѓорчевски беше конфузен и потештен, а Зорица Ѓорчевска беше поприбрана кога разговаравме со нив. Музафер Каришич, поранешниот помошник началник во СВР Скопје, сведочеше по предлог на обвинителството за двојното убиство. Полицијата не ги поврзала двата случаи се до откривањето на телото на Вања и снимките каде се гледаат двата автомобили, Цитроенот на Жежовски и Рено Кангу од партијата Десна. Владко Кешишев и Велибор Манев биле двајцата, сега обвинети која однеле полицијата до телата на жртвите. Кешишев со доза на страв дека Палчо ќе дознае и ќе го убие, ги однел полицајците во местноста викана Дупки и го посочил местото каде било закопано девојчето. Дури и со рака не сакаше да покажуваше со главата кон перницата, велеше јас стоев настрана. Ги тргнавме перниците, тој рече, тука е девојчето кое го барате. Откопувавме додека не и се видоа носот, веѓата и едната нога и престанавме. Прашавме кој? Рече, Палчо. Ја зема и тука е фрлија, а јас бев настрана. За Боре дознавме исто од Кешишев. Тој рече, Боре каратистот беше во Цитроенот. Први до снимките од велешката бензинска пумпа како се точи гориво во Цитроенот дошле таткото на Вања и неговиот пријател Гоце. На полицијата не е било јасно зошто ги поврзуваат двата случаи, а немало објаснување ниту од нив, кажа сведокот Каришич. Тие двајца првија посочиле и камерата спротив лезот, каде што беше киднапирана Вања. За ден подоцна, кога полицијата отишла да направи проверки, кабелот за струја бил исечен. Одбраната реагира на сведочењето на поранешниот началник. Александар дал предпоставка дека детето му е киднапирано, а постапувал како единица и се вклучил во потрага затоа што на социјалните мрежи било објавено дека Вања била киднапирана. Апсолутна небулоза. Значи, Александар во тој момент се однесувал народски речено како мува без глава. Тоа е вистината и тоа секој што бил присутен заедно со него може да го потврди. Полициските службеници до телото на пензионерот Панче Жежовски ги однел обвинетиот Велибор Манев. По негови насоки оделе инспекторите каде на лице место нашле чаура, а во откупувањето на дупката длабока 3 метри помогнале и пожарникари од Велес, кажа пред судот поранешниот началник во СВР Велес Ристе Самарџиев. Тоа е дупка која тешко ќе ја најдете ако некој не ви ја посочи од тие обрасната со дрвја. Таму ни кажа дека сите жетворица губиле и го закопале, а дека пукал Палчо. Дупката беше околу 3 метра. Не можевме да копаме ние, викнавме пожарна служба која ни помогна да го извадиме телото. Според бранителот Манев, обвинението не држи вода, бидејќи соодветни докази за да се докаже истото не биле обезбедени. Да изјавува дека предпоставувам дека е земена парафинска ракавица. Добро, луѓе, кога ќе се пукне на свадба се зема парафинска ракавица. Во обвинението нема земено парафинска ракавица од ниту еден од обвинетите. Судската постапка за двојното убиство на малолетната Вања Ѓорчевска и пензионерот Панче Жежовски, чии тела беа пронајдени во декември минатата година, а за што се обвинети 5 лица, продолжува во петок со испитување на нови сведоци на обвинителството.